Machine Lovers, јас сум JJ. Јас сум Васил. Здраво, Васил. Здраво. Што е ова до нас? Ова е застава 128, произведена 1985 година. 1.4 мотор, 40 киловати, негде околу 54,5-55 конски сили. Што е приказната околу овој автомобил? Па, автомобилов има интересна приказна затоа што не е мој автомобил, припаѓа на мојата сопруга, а претходно припаѓаше на нејзиниот покоен татко. Интересен лик, бивши поранешен фудбалски сојузен судија во поранешната држава Југославија, има судено многу надпревари, познат меѓу судиската и фудбалската фела од тоа време. Најдовме некоја прилика да остане кај мене, да го направиме, да го возиме, да се потсетуваме на него и да остане кај нас како фамилиарно наследство. Видам многу стадиони овој автомобил. Па, можеби не, тогаш било такви времењи, деле со авиони, со возови, седеле по хотели, не е како денеска. Значи, барем колку што ми има раскажувано, било многу на повисоко ниво. Се гледа дека е многу добро сочуван, има ли нешто правено околу него, како го државте вакво? Не го земав во ваква состојба, нормално, мојот дедо да кажеме, народно не се грижеше многу за него, јас од кога го земав, комплетно е реставриран е во Лимаров фарбарската работилница на Евроимпекс, каде јас сум работен повеќе од 25 години, а користени се авторепаратурни материјали и боја од програмата на глазурит. Значи за да може да трае уште толку колку што е до сега. Направено е веќе 7-8 години, 2-3 години интензивно по изложби, короната дојде па запревме и од ланската година веќе си е редовно регистрирано и се вози по патиштата низ Скопје и низ Македонија, на Релиња, Настани. Колку километри има поминато? Тие се реални километри, 133.000, мислам јас го земав од околу 120 до 13.000 јас имам поминато. Вратре нешто околу интериерот, што има интересно, видов едно таму интересно радио? Дијето интересно, значи тоа е од мојот татко, го имаше земено некаде периодот на почетокот на 90-тите и е производство на фабриката Злетово од Пробишти. Мислам дека во тој период го правеле по некоја лиценца на ТДК или така нешто. Ако добро разбрав, скрос ново било пред да Скрос ново, од кутија го извадив и го ставивме овде затоа што припаѓа на вакво возило. Внатре интериерот е одлично сочуван. Претпоставам дека овие налепници тука се од релињата што ги имате посетено. Ту имате план во иднина со ова возило. Дали е застанато, дали е завршено и сега само се вози или нонстоп има Нормално нешто? треба да се одржува, да се поправа, редовни сервиси одржувања, во иднина уште многу изложби, уште многу настани, релиња. Оваа година се планира, значи некаде крајот на март да се оди до Мостар, да се направи една тура со олтајмери. Се надеваме дека ќе издржи како до сега што издржа и дека ќе биде у добра кондиција. Во однос на фарбањето, тоа што спомнавте претходно, кажете ми, мислам дека и доле заштитено. Да, комплетно е заштитено, комплетно заварено, значи нема никаде браѓање појавено. Во овие 7-8 години дека го правевме, мислам дека имаме стручен тим автолимари и фарбари и лакери кои што го направија тоа баш како се да. Тоа е многу тешко во денешно време. А ви благодарам многу за интересната приказна за овој автомобил и драго ми е што го возите, што не го чувате само во гаража. Следниот пат кога ќе се видиме на улиците ќе си свирнеме, може и да се повозиме некогаш. Може. Благодарам многу.